Гледате Трилинг, 8 месеци по катастрофалниот пожар во Кочанската импровизирана дискотека, во која настрада 63 најголем дел млади луѓе и на 200 беа повредени. Неделава почна судскиот процес, во кој се обвинети 38 лица. 15 обвинители се ангажирани, наспроти 33 адвокати. Родителите на загинатите гневни, времето не лекува, само тежи повеќе. Ова позајмена реакција на сопруга на починат актер во пожарот во дискотеката во Кочани е емоционален вулкан кај живите. Во големата судница во Идризово, пред очите на јавноста, се соочија обвинетите, но и дел од родителите на загинатите. И да денови во кои ќе се суди и на државата и на нејзините институции, за алчните и досега недопирливите. Ми се чини дека Скопје треба да го оживее Кочани, како доказ дека може да бидеме спастрена држава. Маршот на ангелите досега треба да биде глас од и до правдата и за вистината. Во изминатиот период Пулс ги мотивира сите кочанчани. Некој од нив беа и дел од ТВ магазинот Трилинг, како Горан Левков, долгогодишен новинар, актерката Наталија Теодосива, како и лекарот Константин Коцев. Не е лесно. Не би му го посакал ова, ниту на најголемиот душман. Значи, вакви трауми, кај што ти еден цел град кај што ти е настрадан, една цела генерација кај што ти е настрадана, е страшна, жална и болна. Дали оваа катастрофа е последица на наталожените проблеми, заташкувањето, прогледувањето на низ прсти, нефункционалноста на институциите? Да, многу добро ги нотиравте. Ги нотиравте многу добро сите шевови низ кои што доведоа до катастрофата. Ние како истражувачки новинари сме фокусирани во делот на борба против корупцијата. И таму знаеме дека за да ти се случи еден коруптивен настан, значи мора сите работи, целиот круг да биде затворен како струјно коло. Една работа, една институција да профункционирала во тој момент, не могло да се случи ова. Значи, поаѓајќи од полиција, сега да не ги набројуваме, највиновна е полицијата, да не се лажеме. Едноставно луѓето не можеа да седат дома, палевме свеќи на плоштадот и никогаш нема да го заборавам тој момент кога излеговме со мојата фамилија надвор, имаше премногу луѓе и верувајте не знаевме на кого кој му починал или на кого кој е во болница. И едноставно не знаевме како да се поздравуваме меѓу себе. Не знаевме кому да му изразиме сочувство, кому не. И само поминувавме, климавме со главите и велевме Бог да ги прости. Тоа добри 3-4 дена така се поздравувавме ние во Кочани, затоа што се уште не знаевме чија фамилија изгубила некого. Инаку, да, имам роднини кои беа на лекување во странство, за среќа се добри и се дома. Со добра психолошка поддршка добро се справуваат со таа траума. Меѓутоа, има еден факт дека 90% од децата кои се преживеани не се сеќаваат воопшто на настанот. Имам неколку другари кои починаа спасувајќи други деца. И верувајте дека тоа е првата помисла кога ќе влезам во Кочани, често одам во Кочани. Дискотеката е на самиот влез од градот, беше од самиот влез на градот и секогаш кога поминувам од таму ги замислувам нивните ликови и како успевале да се справат со тоа, како го изгубиле животот, како се задушиле, кого спасиле. После тоа се замислувам себе си како јас сум таму, дали ќе се спасам, дали нема да ме се спасам, затоа што како и секој друг кочанчанец, истото би ви го одговорил. Ние пораснавме со таа дискотека постоеше некаде 15 години. Јас работев таму кога бев помлада. Од самиот ден на отварањето сум била во таа дискотека, така што без разлика дали имаме близок роднина, пријател, другар кој е загинат или повреден, сите го чувствуваме тоа, затоа што сите можевме да бидеме на тоа место. Значи, ние живи во гроб немаше да влеземе. Децата си ги изгубивме. Изгубивме секој по некој.
ali има некој назад за кој што треба да останеме да живееме. Со обврска, да направиме подобар систем. Моите родители се уште живеат во Кочани. Кога ќе ме прашаат од каде сум и после 20 години, јас велам дека сум од Кочани. Нашиве македонски автори убаво рекле дека домот ви е таму од каде што ви доаѓаат вестите, тоа го вели Горан Стефановски. А Петар Мандревски вели дека домот е таму од каде што ви доаѓаат гробовите. Најлошата комбинација е кога најлошите вести ви доаѓаат токму од таму од каде што ви се гробовите, значи од домот. Мојот дом е се уште Кочани. И многу ми е жал што ќе морам да го кажам ова, се повеќе ми се чини дека живееме во некаков дистописки филм. Дека ете, пред очи ни се случуваат трагедии од вакви размери, буквално мирисот го осетивме на тој пожар и на тие изгорени тела во таа дискотека. Буквално го осетивме. Мислам дека не блокира никој во спроведувањето на реформите. Не сакаме дури и вештачки заради политички цели да создаваме и внатрешни проблеми со меѓуетнички реперкусии. Да помине конгресот и новогодишните празници и после да може да се планира малце поширока реконструкција. Стабилизацијата на пензискиот систем значи стабилизација на здравствен систем, значи стабилизација на економски систем. Не можете вие да зголемете придонеси за пензиско осигурување без соработка со бизнис заедницата и со стопанските компании. Предвиден е буџет во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од 152 или 153 милиарди денари. Тоа е скоро половина од вкупните приходи што ги има државата во буџетот за 2026 година. Многу често ние знаеме да го кривиме системот за работите што ни се случуваат. Не велам дека системот не е трул, но многу често и не знаеме да погледаме во нашите постапки. Знаеме да кажеме како ние се представуваме во странство, но сепак за мене лично едни од најзначајните мои настапи биле во Македонија. Последниот извештај на Европската комисија смести Македонија на дното од земјите од Западен Балкан. Нема напредок во реформите. Корупцијата станува ендемска појава во државата. Гостин во Трилинг, министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Господине Муртезани, дали се врти искривената слика дека ние всушност сме жртва на непринципилните политики на Брисел и дека единствена пречка ни е Бугарија? Или пак Софија ја користиме како алиби за неможноста да направиме значителен исчекор кон интеграција? Па прво да разјаснам дека извештајот на Европската комисија, кој што се објавува секоја година, е една објективна диоптрија преку која земјите кандидати можат да го гледаат текот или напредокот во реформите. Така да, за мене како министер за европски прашања, тоа е еден објективен извештај кој што на земјите кандидати им посочува како се движат реформите, каде има, а каде нема унапредување и што треба да се преземат за да се елиминира таквата ситуација. Мислам дека овој извештај што го добивме ова година е речиси стандарден извештај од тие што ги добиваме последните 3-4 години, со тоа што во одредени поглавја, претежно во делот на владењето на правото, се евидентира одредена стагнација. Не би се согласил со вашата констатација дека не позиционира извештајот на дното на регионот и земите кандидати, бидејќи во тој случај ќе требаше да имаме уназадување во реформите. Ние можда треба да ги бараме причините зошто нема унапредување, зошто на некој начин продолжуваат во текот на реформите статус квото или стоење на место, односно стагнација,
може да збориме за причините и како да ги елиминираме причините. Меѓутоа, за мене ово е стандарден извештај од тие што ги добиваме години назад. Меѓутоа, мислам дека е многу силна порака сите тие реформи кои што ги влечеме години назад со ова политичка сила на владата конечно да земат да добиват разрешници. Вие велите дека извештајот на Брисел е објективен. Дали тоа значи дека се согласувате дека имаме системски слабости во сите области или во речиси сите области? Јас мислам дека кога го читаме извештајот на Европската комисија, треба да разбереме што е тоа што ни фали за да станеме европска земја. Ако извештајот на Европската унија констатира одредени работи во извештајот, тоа значи дека од една идна земја членка не треба да се очекуваат такви работи. Тие слабости претежно во сите земји кандидати се дел од системот наследени од претходните системи. Мислам дека правилното адресирање и блиската соработка и довербата во Европската Унија треба да бидат фундаментот преку кој ние ќе може да ги надминеме тие слабости или констатации, бидејќи тие констатации ќе може да ги најдете во претежно сите земји кандидати, особено ние кои што сме дел од поранешна Југославија. По неповолниот извештај од Европската комисија, претседателката Гордана Сијановска-Давкова излезе со помалку повишен тон или критички осврт за непринципиелноста на Брисел код нас. Цитирам: "Ако има оценка за политичка подготвеност, ние ќе бидеме шампиони во спроведувањето на реформите." И сега, вас ве прашувам лично, од каде ние ставот го влечеме дека ние сме далеку пред, например, Албанија, која ги затвори сите поглавја, односно го затвара последниот кластер во диалогот со Брисел, а ние, например, немаме отворено ниту едно поглавје. Кумулативно на целиот процес на европска интеграција, бидејќи ние се бавиме како земја со 20 години со процесот, кумулативно ние се уште сме пред Албанија. Меѓутоа, тој гап се намалува многу брзо. И не знам дали тој гап или таа предност ќе биде уште при следниот извештај на Европската комисија. Како и да е, мислам дека ова не е надпревар помеѓу земите кандидати, кој пред кого е, туку кој со каква брзина се движи напред. И мислам дека овој извештај треба да ни служи како основа како ние од овие констатации да направиме дополнителна динамика која што ќе не води напред. Кога премиерот Мицкоски вели ние сме далеку пред Албанија на патот кон него, дали создава самозадоволност од типот ние водиме пред Албанија или помалку ви звучи фрустрирачки, напред сме, но не блокираат? Мислам дека не блокира никој во спроведувањето на реформите. Значи сами сме си виновни за статус-квото. Реформите зависат претежно од нас. Може би дел од вината може да се најде во реорганизацијата на органите на државната управа, дел од вината може да се најде во многу големиот фокус многу рано на локалните избори. Сите овие работи влијаат на администрацијата. Администрацијата е клучна при спроведувањето на реформите. Меѓутоа, без да бараме кривец или причина, ја мислам дека треба анализата да се фокусира како треба да се забрза процесот на евроинтеграција. Вие како ресорен министар чувствувате одговорност за вака неповолниот, да не кажам остар или критичен извештај од Брисел? Прво, согласно законските овластувања што ги има Министерството и јас како министер, ние имаме улога на координација, што значи дека ние не имплементираме, не спроведуваме реформи и кога извештајот, односно Европската комисија во извештајот ќе нотира дека во одредено поглавје има стагнација или недоволен напредок, тоа не може да се препише на Министерството за европски прашања, бидејќи за сите тие поглави и процеси има институции кои што се носители. Ние се трудиме со нашите можности и лимитирани капацитети да сме во функција на институциите, нашата координација да создаде дополнителна динамика при имплементирањето на реформите, меѓутоа се
знае кои институции се носители за кои реформи. Кога се нотираат одредени слабости како и за процесот на проширување структурата за преговори, тие такви некои работи може да се поврзат директно со Министерството за европски прашања, а никако целата содржина на извештајот. Не ме загрижува, например, дека за Албанија и за Црна Гора се зборуваат се почесто години на можен прием, а Македонија ја нема. Напротив, нас сега не ставаат во група со Србија, со Косово, со Босна и Херцеговина. Само да ве подсетам дека во 90-тите прво бевме во групата со Словенија, па со Хрватска. Секако дека не е сеедно да гледаме ние како нашите соседи кои беа далеку позади нас се движат напред со многу голема брзина и многу скоро ќе не претекнат. Мислам дека колку и да ние се трудиме со ваква статисква ситуација, гледаме дека тој ентузијазам, например во Албанија од отварањето на преговорите, се рефлектира во целокупниот процес на реформите, особено во процесот на имплементација на планот за раст. Затоа Не сметате дека помалку изгледа загрижувачки, демотивирачки, дестимулирачки, па дури и фрустрирачки што сите не одминуваат, а ние стоиме во место? Па, И мислам постојано дека- вината ја бараме кај некој друг. Мислам дека тоа е процес на една подлабока анализа и историска перспектива. Мислам дека кај нас таквите појави се, бидејќи процесот ни трае премногу долго и во тој процес се соочуваме со многу чести препреки. И тоа ја зголемува дозата на скептицизам дека во иднина процесот би можел да се одвива со иста брзина како кај Албанија, меѓутоа ја сметам дека ова може да се надмине само со препознавање на моментот, со директен диалог секако и со многу доверба во Европската Унија. Без овој триаголник ние нема да можеме да го фатиме чекорот како што се движи Албанија и Црна Гора напред. Премиерот Мицковски е цврст во става дека во диалогот со Бугарија нема по секоја цена да одиме гласање или спроведување на уставните промени кои се споменуваат како единствена и последна пречка кон ЕУ. Ја доби поддршката од електоратот, но сега ве прашувам како дел од владината коалиција. Вреди ќе остане, па макар овој процес на интеграција и барање на решение со Бугарија трае уште година-две, бидејќи јас се сеќам дека кога влагавте во владиниот ешелон, еден од условите вие дадовте и временска рамка, 6 месеци, година дена да се изгласат уставните промени и да конечно да се деблокира процесот со Европската Унија. Од тоа засега нема ништо. Ниту пак се навестува. Ставот на Влен мислам дека е јасен, ние сме спремни да ги гласаме уставните измени дури ако се случат утре. Меѓутоа вие знаете дека во собрание за уставни измени потребни се 2/3. И тоа значи дека без поддршката на ВМРО тој процес нема да може да се заокружи. Ова е ставот на Вреди. Меѓутоа ние сме многу внимателни и од билатерален проблем со соседна Бугарија не сакаме дури и вештачки заради политички цели да создаваме и внатрешни проблеми со меѓуетнички реперкусии. Па не сметате дека токму ова ваква статус-кво состојба може да создаде внатрешно незадоволство и тензии? Мислам дека не се наоѓаме во таа фаза во моментот. Во моментот сите ние треба да сме сплотени на страната на државата, да даваме можност на диалогот и изнаоѓањето на решение. Се уште сме во почеток на таа фаза. Како што знаете, и премиерот има најавено дека после новата година ќе следат конкретни чекори за воспоставување на диалогот со Бугарија, кои што треба да резултираат. Откако ќе се исцрпат Што сите значи тие тоа конкретни чекори после нова година? Па интензивирање на напорите за воспоставување на диалог со Бугарија, бидејќи како што може да ги следите сите високи европски представници се тука да ни помогнат, меѓутоа ни посочуваат дека тоа мора да се реши само на билатерален начин со соседна Бугарија. Постои некаков нов предлог, идеја во владините редови, освен оној предлог уставни измени со одложено дејство? Мислам дека постојат
писти на размислување. Овие нормално дека се комуницираат многу блиску и со Европската комисија, со високи представници на Европската унија, со земите членки, меѓутоа првиот чекор мора да е воспоставување на диалогот. Бидејќи, како што знаете, ние со соседна Бугарија скоро да немаме воопшто диалог. И ваквата атмосфера оневозможува ние сега да збориме за потенцијални решенија. Прво треба да се воспостави диалогот, да почне процесот на градење на доверба и тој процес треба да не однесе до изнаоѓање на решение. Одамна не сме имале меѓувладени седници со Албанија, да речеме, со Хрватска, со Србија. Зошто? Се само изолираме? Па не. Првата причина е бидејќи ние многу рано почнавме со подготовка на локалните избори и овие локални избори и за власта и за опозицијата беа многу битни и за жал ќе кажам целиот фокус 5-6 месеци беше ставен на локалните избори. Сега кога локалните избори се поминати, мислам дека се планираат неколку меѓувладини состаноци, да оставиме тие да се дефинираат периодов, меѓутоа дека секако дека во иднина ќе има такви состаноци. Се плашите дека во ситуација кога гледаме како земјите од опкружувањето и таат кон Европската унија, кај нас младите не ја гледаат перспективата. Дали тоа иселување може да ни создаде друга главоболка? Да немаме работна сила, зашто веќе се соочуваме и да не гледаат перспектива тука. За жал, тој податок сум го видел и е загрижувачки, бидејќи политичката елита и целокупното општество се обидува да ја води државата напред за да може да им ја остае на младите. Ако младите се евроскептични ориентирани или во најмала мера не очекуваат дека ние некогаш ќе станеме дел од Европската унија, тогаш изгледите се големи, младите луѓе да можат директно да се преселат во Европската унија и таму да основат живот и да дават придонес. Мислам дека ова треба да не биде една од работите што треба константно да ги имаме предвид при градењето на политичките ставови и при нашите проекции во иднина, бидејќи вака како што зборуваат бројките, може да ни се случи во иднина бројот на младите или населението драстично да се намали. Ние гледаме дека трендот на напуштање на земјата, колку да е ублажен, сепак не е намален и тој тренд во модерните времиња знае да биде подложен и на одредени политики. Затоа сметам дека тој податок треба сериозно да се свати и да се има предвид при политичкото делување. Следите тренинг гостин во емисијата Орхан Муртазани, министер за европски прашања. Господин Муртазани, дали ќе бидете жртва при владината реконструкција? Се спомнува дека од Министерството за европски прашања ќе ротирате можен заменик министер за одбрана. Па мислам дека не станува збор за жртви. Ние кога сме презеле одредени функции, сме презеле врз основа на одреден договор или врз основа на одредени кадровски решенија кои што биле во функција на одреден договор. Во моментот, колку и да се зборува во јавноста и во медиумскиот простор за такви решенија или такви предлози, нема такви конкретни разговори, ниту пак таков конкретен договор. Тоа што моментално се случува во Влен, меѓутоа и во владината коалиција е дискусија околку можните модуси како би можело одредени работи да се сменат, меѓутоа многу далеку сме од тоа да имаме конкретен предлог како тоа би требало да изгледа. Има ли во моментов диалог во владината коалиција околу распределбата на ресорите? Јас би рекол дека има различни гледишта или интерпретации што се однесува од страната на Влен, спојувањето на двете функции во една и разделувањето може да бидат природно и не би представувало никаков проблем. Нормално дека нашиот коалиционен партнер ВМРО има различно мислење по однос на тоа прашање. Овие работи се уште се дискутираат и немаат конкретен епилог. Дали во тој случај Влен би имал 7
представници во владата или во склоп на овие 6 представници што ги имаме моментално, треба да има одредени рокади. Тоа останува да се види секако во иднина, меѓутоа тој процес како што ги гледам динамиките нема да биде така брз. Реконструкцијата, пред да влезете во студиото, ми споменате дека не може да очекуваме наскоро да дојде до промена на министерските позиции. Ке чекате да заврши конгресот на ВМРО ДПМН, па реконструкцијата да биде подлабока, пообемна? Мислам дека постојат две гледишта. Првото е брзо да се дополни местото на министер за животна средина, каде што проблемот е помал, и второто е актуелниот наш пратеник Беким Сали да стане прв вице премиер. Меѓутоа, тука имате меѓу себе договор? Да, секако, ова е договорено во Влен уште пред избори. Меѓутоа, модусот како господинот Сали ќе стане прв вице-премиер уште не е дефиниран. Ова е првото гледиште, и второто гледиште е да помине конгресот и новогодишните празници и после да може да се планира малце поширока реконструкција. Помеѓу овие две предлози се уште нема конкретен став дали ќе се оди по првото решение или сепак ќе се чека за второто. Благодарам за разговорот и интервјуто. Благодарам. Орхан Муртезани, министер за европски прашања. Буџет и пензии нераскинливо поврзани. Годинава над 800 милиони евра од државната каса ќе се префрлаат во ПИОМ за навремено исплаќање на пензиите. Дали во наредната година овој трансфер ќе се зголеми на над 1 милиарда евра за да се покрие планираниот расход во пензискиот фонд од 2 милиарди и 300 милиони евра. Во овој издание на Трен гостин директорот на ПИОМ Никола Мимов. Господин Мимов, ќе има ли зголемување на пензиите, од кога и за колку? Кога станува збор за пензискиот систем во Република Македонија, многу е битно да бидеме прецизни. Во вашата најава спомнавте трансфери од државата над 800 милиони евра за исплата на пензиите. Овде мора да допрецизираме на што се однесуваат овие трансфери што се прават од државата кон пензискиот фонд. Вкупно за 2025 година планирани се исплати на трансфери од 53 милиарди денари, или преведено во евра, тоа се отприлика околу 862 милиони евра. И тие транзициони трошоци, односно трансфери од владата кон ПИОМ, не се однесуваат само на исплата на пензиите, туку се однесуваат исплата на здравственото осигурување на пензионерите и за транзициони трошоци кон вториот столб. Така да, буџетскиот дефицит во ПИОМ, односно во државата, се однесува на овие три основни компоненти. Дали ќе има зголемување на пензиите? Да, ќе има согласно законот што беше донесен оваа година. Во март месец 2026 година предвидено е зголемување на пензиите од 1000 денари и исто така законското усогласување кој што треба да се направи во септември месец 2026, кој што исто така е предвиден помеѓу 3 и 5%. Повторно линеарно на сите исто, тоа може да биде популистички индикатор. Дали тоа е своевидно навестување за можни предвремени парламентарни избори? Што значи линеарно зголемување или усогласување на пензиите? Практично оваа мерка владата ја донесе на барање на пензионерите. Вкупниот буџет за усогласувањето на пензиите практично е ист. Разликата е во тоа што сите добиваат линеарно, а практично проекцијата на буџетот за 2025 година за усогласувањето беше проектирана на 4%. Вкупниот буџет е ист што се подели кај пензионерите во висина од 1000 денари на секој пензионер линеарно, и тој се однесува
заради усогласување, односно заради ублажување на ценовните шокови, инфлацијата, зголемувањето на платите. Добро, кога велите за ублажување на ценовните шокови и зголемување или растот на цените, животниот стандард, сметате дека е доволно зголемување на пензија од 1000 денари, од 2000 денари? Само да ве подсетам, зголемувањето на пензиите од септември месец 2024 година на два пати во септември и во март 25 беше по 2500 денари. А знаете за колку посто се зголемени цените на производите? Купното зголемување на пензиите е во процент од 25%. Од друга страна, усогласувањето на пензиите е на ниво од помеѓу 4 и 5%. Што значи ова? Ова значи дека во Македонија ние имаме социјално солидарен систем. Разликите, ова е сега мое лично размислување, морам да истакнам, разликите кај пензионерите. Кој колку уплаќал како придонес по основ на работниот стаж, разликите во уплатите завршуваат со денот на изготвување на решението за пензија. Вие сте уплаќале повеќе, имате поголема пензија на денот на пензионирањето, јас сум уплаќал помалку во фондот, имам помала пензија. Ова зголемување на пензиите, односно усогласувањето, се однесува на намалување на ценовниот шок, разликите во платите, инфлацијата. Што значи тоа? Инфлацијата или зголемувањето на цените се исти и за вас, и за нас, и за мене. Така да, животниот стандард поскапува за сите пензионери подеднакво. Разликите остануваат во делот на денот на изготвувањето на решењето. И за тоа се за пензија. И овој концепт, можам да слободно да кажам дека е исправен и праведен. Затоа што концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарен. Во каква финансиска кондиција е ПИОМ денеска? Дел од упатените велат дека ако вака продолжи, дека пензии нема да има. Тоа не е точно. Исплатата на пензиите ја гарантира владата. Значи, за 2026 година предвиден е буџет во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од 152 или 153 милиарди денари. Тоа е скоро половина од вкупните приходи што ги има државата во буџетот за 2026 година. Кога викам владата ја гарантира исплатата на пензијата, владата ја гарантира исплатата на покачените пензии, наредната година ќе бидат во март месец со вкупна вредност од 7000 денари секој месец. И за исплата на овие пензии, владата за следната година определува 63 милиарди денари трансфери, за да може редовно да се исплаќаат и пензиите, да се исплаќа редовно здравственото осигурување на пензионерите и трансферите кон вториот столб. Само ако дозволите, во бројки што значи ова? За исплата на пензии во следната година ќе се потрошат околу 117 милиарди денари. Планираните приходи по основ на придонеси, основни извори на приходи што ги има фондот на ПИОМ се 87 милиарди. Значи, за исплата на пензии недостасуваат околу 30 милиарди денари. За зголемување, практично вториот столб ќе се издвојат околу 19 милиарди денари. Што значи ова? Ова значи дека од приходите од 18,8% што сите осигуреници плаќаат за пензиско осигурување, 1/3 оди во вториот столб. Владата овозможува преку покривање на дефицитот во моментов да се акумулираат средства во вториот столб. И тамо нашите осигуреници, граѓаните имаат акумулирано околу 3 милиарди евра на своите лични сметки. Сите ние што сме осигуреници и членови на вториот столб. Тие се околу 650.000 осигуреници во Македонија. И овозможуваме со овие 63 милиарди денари здравствено осигурување на пензионерите во висина од 15 милиарди денари. Велите владата гарантира, меѓутоа владата се задолжува надвор за потоа да ви обезбеди средства, да ја обезбеди средства во ПИОМ за исплата на пензии. Апсолутно не е точно тоа. Значи, владата од својот буџет ги исплаќа овие средства, како трансфери во
во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, а осигурениците, сегашните осигуреници преку исплата преку плаќање на придонесите ги обезбедуваат овие 87 милиарди денари. Само уште еден податок за вашите гледачи ќе дадеме, дека зголемувањето на пензиите од 7.000 денари месечно, државата, за да може да ги исплати овие средства, издвојува повеќе од 464 милиони евра на годишно ниво. Вклучително и последниот квартал, каде што ќе се предвиди усогласувањето во септември месец за пензиите, практично државата го субвенционира овој дефицит од 30 милиарди денари или 500 милиони евра, повеќе пари кај пензионерите, кои што тие средства секако ќе се вратат во економијата. Добро, господин Мемов, ако продолжи овој тренд, нели се поништуваат основите за одредување на пензискиот основ, стаж, плати? Дали тука не станува збор за двојни аршини? Не е така. Значи, основни параметри, фактори врз кои што се пресметува висината на пензијата, точно е дека е висината на стажот и просечната нето плата што осигурениците ја земаат во својот работен век. Исто така, како фактор може да се земе да влие и висината на придонесите што секој од нас ги има уплаќано во фондот. Ако сакате да знаете на кој начин може да се стабилизира финансиски фондот за пензиско и инвалидско осигурување, тука мора да се земе во предвид два фактора. Едниот фактор е државата мора да обезбеди стабилен економски раст и отворање на нови работни места, затоа што државата почива на 5 основни столбови. Политички систем, каде што е цела државна управа, правосуден систем и така натаму, економски систем, бизнис, реален бизнис сектор, заедница и така натаму, безбедносен систем, каде што влегуваат војска и полиција, здравствениот систем кој што ги опфаќа целото население и пензискиот систем кој што опфаќа 2/3 од населението и скоро половина од буџетот што ги уплаќаме ние како осигуреници внатре во буџетот. Мора да се гледа големата слика. Големата слика вика не може да се стабилизира еден од овие фондови, еден од овие столбови ако не се гледа, ако без да има влијание еден помеѓу друг. Поврзани се. Стабилизацијата на пензискиот систем значи стабилизација на здравствен систем, значи стабилизација на економски систем. Не можете вие да зголемете придонеси за пензиско осигурување без соработка со бизнис заедницата и со стопанските комори. Дали ова значи дека во краток рок или во скора иднина не може да се очекува стабилизација на ПИОМ? Ние во ПИОМ сега го етаблираме одсекот за актуарство, каде што со помош и соработка на Светска банка ќе ги направиме сите математички модели околу одржливоста на пензискиот систем на долг рок. Ова значи дека следната година ПИОМ ќе излезе со сериозна анализа до владата со насоките во каква ситуација се наоѓа во моментот и кои се перспективите на овој бизнис модел, односно дали тој е одржлив на долг рок. Во каква состојба во моментот се наоѓа ПИОМ? Ако ви кажам дека фондот за пензиско и инвалидско осигурување нема ниту една неплатена фактура кон економските добавувачи, ќе ви кажам дека исплатата на пензиите оди тековно на секој први месец, значи финансиската кондиција на фондот за пензиско и инвалидско осигурување е во одлична состојба. Гледате тренинг, гостин во емисијата Никола Мемов, директор на Пензискиот фонд. Господин Мемов, што станува со правото на пензионерите за дополнителна работа? Се размислува за дополнителна работа на пензионерите. Работодавачите се расположени да ангажираат пензионери кои што се од различни профили, а дефицитарен кадар. Сега, ова не значи законот овозможува за професорите и за докторите до 67 години да работат, меѓутоа ова повеќе е насочено кон приватниот сектор. И работодавачите се расположени ова да го финансираат, значи пензионерите да добиваат дополнителна плата, на таа плата да бидат плаќани придонеси кои што ќе дојдат на некоја си заедничка сметка во
во фондот за пензиско, без да имаат било какво влијание понатаму на висината на пензијата, пошто придонесите се уплаќаат на лична сметка, на лично име. Дали пиеме легло за партиски кадри? Ако ви кажам дека од 5 советници на директорот, кои што се на ниво на државни советници, 4 од нив се декларирани поддржувачи на ДУИ. Во изминатиот период, кога дојдов минатата година во септември месец, наследив една ситуација каде што имавме дисбаланс на вработените во филијалите низ Македонија. Како пример ќе ви дадам Тетово, филијалата Тетово, во моментот имаме 55 вработени, што значи 100% пополнетост на работните места по основ на систематизацијата. Слична е ситуацијата во Гостивар, Куманово, Девар, Струга, а за разлика од нив во Прилеп, Битола, Струмица, не знам, Кавадарци, Штип и така натаму имавме по 5 до 6 вработени, каде што беше доведен во минимум административни работници за да се остварува работниот процес. Јас би прашал што мислите од која провиниенција се, ако земете во предвид дека 20 години ДУИ управуваше со ПИОМ. Апсолутно да. Господин Мемев, вие сте под парол на партијата. Знам се истрчавте или со онаа изјава веднаш по изборите ги искритикувавте вашите партнери, вреди дека не допринеле во поддршката на Орце Георгиевски за градоначалник на Скопје, за потоа да ретерирате, веројатно лидерот ве искара? Ви благодарам на ова прашање. Значи, станува збор за личен став. Тогаш јас го искачав тој став, лично од моје име, не беше тоа став на партијата, иако јас сум портпарол. Интенцијата, прво не станува збор за никакво ретерирање на ставовите. Второ, имаме исклучително... Кога велите дека не станува збор за никакво ретерирање, дали и денеска го делите мислењето дека вреди не е конструктивен партнер во владината коалиција? Не е точно тоа. Значи, спинувана ви е информацијата или тезата. Станува збор... Добро, често се критикувате во јавноста дека не ви се најдобри односите во коалицијата, односно меѓу партнерите. Меѓу вас и вреди пред се. Знам, има конзистентни национални политики во државата и во владата. Тоа број 1. Број 2, имаме исклучителна соработка помеѓу владените партнери. Таа соработка се покажа за време на локалните избори, каде што дадовме взаемна поддршка секој партнер во соодветна општина каде што можеше да помогне. Пример за тоа ни е Куманово. Учинокот на ЗНАМ, на Вреди и на ВМРО ДПМН на последните локални избори значеше убедлива победа на владините партнери на овие избори. Соработката со Вреди ние... Убедлива победа на ВМРО ДПМН, но не и ваша, како знам говорам. Пак ви е погрешна констатацијата. Знам на овие избори ги постигна политичките зацртани цели што ги имаше пред изборите. Што значи тоа? Тоа значеше победа во Куманово, тоа значеше помеѓу 35 и 40 илјади гласови на локалните избори во Република Македонија да ги имаме, советнички места во над 45 општини и стабилизација на своето гласачко тело. Од друга страна, учинокот на ЗНАМ на овие избори, поточно посебно во вториот круг на изборите, значеше со нашата поддршка значеше победа на градоначалниците кои што ние ги поддржавме од страна на ВМРО ДПМН во повеќе од 10 општини, а како издвоен градоначалник е градоначалникот на општина Карпаш. Така да, секој од владините партнери го даде својот учинок во вкупната победа на владините партнери. ВМРО ДПМН ги поддржаа кандидатите на Вреди во Западна Македонија, Вреди и ВМРО ДПМН ги поддржа кандидатите на ЗНАМ
во Куманово и во Центар, а знам ги поддржа сите кандидати, тамо кај што немаше кандидат, кандидатите на ВМРО ДПМН и кандидатите на Вреди. Учинокот е на сите коалициони партнери, односно владени партнери, подеднакво битен. И практично мојата изјава, лична, беше да се актуализира ова прашање. Не беше насточено воопшто кон никој против. И само уште на крајот би додал. Кога зборуваме, во јавноста непотребно се пласира перцепцијата дека има некаков интерен конфликт помеѓу Знам и Вреди и дека на Знам се препишува некаков предзнак на албанофобство. Само ќе ви дадам два примери. Шефот на кабинет, на директорот на ПИОМ и шефот на кабинет, на градоначалникот на Куманово се албанци. Наведете ми еден шеф на кабинет на албански политичар во последните 30 години, каде што шефот на кабинет, најдоверливиот човек, десната рака на функционерот, бил од македонска провиненија. Зошто давате етнички предзнак? Заради перцепцијата што се ствара во јавноста дека ние сме против албанците или не знам што. Апсолутно не постои такво нешто. Господин Мемов, благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Оперските уметници Јана и Игор Дурловски на 17 декември со новогодишен концерт ќе одбележат 25 годишнината од уметничката дејност. Со импозантната меѓународна кариера, оперската дива, колораторен сопран Ана и со нималку импресионираниот со меѓународна кариера Игор Дурловски. Неодамна, поточно на крајот на октомври, одржаа заеднички концерт со Македонската филхармонија во Виена. Голем број на овации, воодушевување. Ечеше во Виенската филхармонија. Добро ден за Игор Дурловски. Добро ве најдов, благодарам на поканата. 25 години уметничка кариера. Кој е патот на успехот на двоецот и брачен пар Ана и Игор? Па најверојатно заедништвото, посветеноста, талентот секако нема да го избегнам и најверојатно некоја виша сила која што секогаш не водела на вистинскиот пат. Секогаш кога сме имале некакви дилеми или раскрсница на патот на каде треба да се оди, од денешна перспектива гледам дека секогаш сме го избирале вистинскиот пат. Значи интуицијата добро не водела. По 15 години поминати во странство, живот надвор од Македонија, се вративте пред неколку години во Македонија, се вгнездивте. Тука, што е она што сакате да му го дадете на светот, како печат, како професионалци, но и приватно? Па секој уметник секогаш се труди да го даде најдоброто од себе. Најверојатно чувството дека треба нешто да дадете не е толку силно колку што емоцијата, односно експресијата дека тоа што го работите, сте се посветили и го работите најдобро што можете. Во нашата професија е многу едноставно тоа да се види, затоа што е јавна, затоа што сте на отворена сцена. И дали денеска ќе имате добар или лош ден, ќе го види целата публика која што е таму. Така да секој уметник кој што застанал да се занимава со јавната функција има сериозна одговорност и за таа одговорност зависи дали ќе ги добие аплаузите или публиката на крај нема да биде толку задоволна. Дурловски, кога ќе застанете на сцената, што ви е најважно? Секој уметник делува различно. Кај мене најважно е да бидам пред секој мој настап гледам да бидам еден час комплетно сконцентриран на материјата која што ја работам таа вечер. Мора да ја поминам целата партитура
и секако тоа следува распеување, односно загревање на гласот пред секој настап. Какво е влијанието денес на операта и општо на културата во општествениот живот? Со излегувањето на социјалните медиуми, со агресивното делување на социјалните медиуми, уметноста е на некој начин загрозена, но успевајќи да ги издржи сите премрежја последниве, да речеме, барем во оперската уметност 300-400 години, верувам дека и ова квази, така наречена, криза на уметноста ќе биде надмината. Јас, како што кажавте, долго живеевме во Германија, тој музички театар во Германија се практикува, современи постановки на опери, да бидете во тек, во тренд со настаните кои што веќе и кај нас се практикуваат. Еве се имавме пред неколку месеци премиера на Риголето со еден одличен италијански тим на режисери, сценограф и диригент, кој што беше еден сериозно модерен пристап кон операта, со проекции, со современа режија, современ мизансцен, и не можам да кажам дека веќе и ние не сме во тренд со тој германскиот режи театар. Колку македонската култура е препознаена надвор од границите на државата? Ако добро се сеќавам, Ана, вашата сопруга, беше првата оперска певица која настапи во Њујорк во Метрополитен. Точно. Но денес се чини дека помалку како да затајуваме во тој дел на промоција на македонската култура. Иако за волја на вистината, мене ме воодушеви вашиот заеднички настап со Македонската филхармонија во Виена. Предходно чинам бевте во Осака. Во Осака бевме, точно, да. Во септември бевме во Осака, во Виена бевме пред месец дена. Видете, секое гостување, индивидуално гостување на еден македонски уметник надвор од границите на Македонија, сакале или не икеле, ние представуваме и државата надвор. Ана, како што кажавте, беше и во Метрополитен, пеела и во многу други големи, сме пеели заедно. Таа пеела во Виенска штатсопера, во Берлинска штатсопера, во Театро Реал Мадрид. Јас сум пеел на еден од најголемите фестивали во Бајроит, Лајпциг, Линц, Виена и така натаму. Еве сега точно имам подготовки за една нова моја продукција на Пелеас и Мелисанда од Дебиси, прекрасна музика. Заминувам сега на 28. Премиерата ми е на 5 декември во Ла Корунја со Симфонискиот оркестар на Галиција. Идната година Ана настапува во Хамбуршка штатсопера, Хамбуршката државна опера. Јас настапувам во Торино, тоа е втора после Миланска скала, втора најголема опера по квалитет на продукции. Во ноември најавив исто гостување во Пекинг, во National Center of Performing Arts, една од најголемите оперски куќи во светот, каде што ќе го изведувам за Растро во Волшебната флейта, така да ние и индивидуално, но и институциите како такви се обидуваат да бидат што почесто на сцените надвор од Македонија. Што значи да се биде национален уметник и амбасадор на културата? Па, голема одговорност. Секако, ние многу често знаеме да кажеме како ние се представуваме во странство, но сепак за мене лично едни од најзначајните мои настапи биле во Македонија, за чудо, затоа што навистина за мене лично Скопската опера, Македонската опера и балет била институцијата која што прва ми ја дала можноста да застанам на штиците кои што живот значат, и секако тоа првата љубов никаш не се заборава. Господине Дурловски, како живеете подеднакво фамилиарно? Во еден период знам дека се разминувавте со Ана. Ана е надвор од Македонија, вие сте надвор од Македонија. А прито имате и 3 деца. Имаме и нешто тука заедничко. Точно, имаме да. И вие и јас близнаци, меѓутоа вие имате 3 деца. Да. Како сте синхронизирани? Не можам да кажам дека било лесно, посебно кога децата беа мали, нас ни се случувало Ана да е на еден континент, јас да сум на друг континент, децата да се на трет континент, иако тоа било многу ретко. Најчесто сме се обидувале работите да ги изменаџираме така да кога Ана е на фиксен ангажман и е со децата дома јас да гостувам, или обратно, најчесто се случувало така, иако имало и периоди кога едно дете доаѓало со мене на едно место, близнаците оделе со Ана на друго место кога гостувала, додека биле мали.
Кога почнаа во училиште беше многу почесто тоа да се менаџира и секогаш гледавме еден човек, еден од родителите да биде дома, а другиот да патува. Сега веќе е многу поедноставно затоа што сите тројца се тинејџери, се посамостојни и може да се случи, да речеме, бевме во Осака и двајцата, така да децата беа тука и го менаџираме со нашите блиски, ни помагаат и веќе функционира многу полесно отколку пора. Гледате тренинг гостин во емисијата Игор Дурловски. Господин Дурловски, бевте еден од обвинетите за случајот во упадот во собранието. Важевте за тврдокорниот. Како денеска гледате на состојбите во државата и сметате ли дека се движиме во вистинска насока? Во кој смисол? Ме ги спојувате двете воедно или да ги одговорам како две подпрашања? Од оваа временска дистанца, како гледате на случувањето за крвавиот четврток? Па крвавиот четврток, јас во еден мој статус го имав кажано тоа дека може би малку поетично кажано, ама навистина сметам дека крвавиот четврток искрвари Македонија, се друго беше драма, одлично сценарио каде што политичарите успеа одредена група на луѓе да ги стават на место на кое што не заслужуваат да бидат, за да при тоа уценуваат пратеници и се обидат успешно да процедурата промена на име завршат така како што ја заврши. Гледам тажно, во секој случај гледам тажно на тој настан. Се чувствувате изманипулирани, изиграни, злоупотребени? Да. Од кого? Па најверојатно од високата политика. Од денешна дистанца, како гледате какво е вашето мислење на тогашниот премиер, а сега бегалец Никола Груевски? Па видете се, јас искрено дојдов на интервју кое што мислев дека ќе зборуваме само за култура, ама верувам дека тоа што сум го правел во минатото е најверојатно интересно и за гледачите да се каже. Во кој смисол како гледам на неговото, зошто замина или Тоа се случи токму во неговиот мандат, упадот во собранието и неговото бегство токму тогаш. Ама јас навистина не сакам да го бранам поранешниот премиер Никола Груевски, но тоа што следуваше понатаму, мислам дека самиот настан 27 април е креиран точно за тоа што следуваше понатаму, како што ви одговори во претходното прашање. Затоа мислам дека најголема вина можеби за 27 има човекот кој што после тоа имаше некакви бенефиции од тоа, мислам дека е следниот премиер Зоран Заев. Дурловски, ние бевме терористи, а дуи државници. Горцум, зошто ја носам тежината на минатото. Но пред мене ја гледам светлината на иднината. Каква иднина имаме? Јас од секогаш сум бил човек кој што позитивно размислува, сум бил оптимист и многу често ние знаеме да го кривиме системот за работите што ни се случуваат. Не велам дека системот не е трул, но многу често и не знаеме да погледаме во нашите постапки. Не може да очекувате дека некој друг ќе се однесува како налага системот, а ние многу често знаеме да ги кршиме тие правила. Така да, може би менталитетот и кај македонскиот народ е таков да секогаш гледаме да го најдеме поедноставниот начин, да го најдеме пократкиот пат, иако сметам дека, како што кажавте, јас и сум живеел долго време надвор од границите на Македонија, и сметам за еден систем да функционира, сите ние треба да придонесуваме, иако главни одговорни се тие кои што системот го организираат. Судиката Добрила Кацарска во една изјава, во една интервју рече, може би ја донесов најтешката одлука со тоа што дадов ослободителна пресуда за Игор Дурловски. Што вие мислите? Прво мислам дека самата изјава таква како што е дадена е скандалозна. Уште поскандалозно е затоа што е дадена додека немав правосилна пресуда и тоа во тој период го сметав како влијание. Судија кој што бил дел од тој процес да даде таква изјава е во најмала рака скандалозна. Не гледам зошто би требало за човек за кој што немате докази да имате тешко чувство да даете ослободителна пресуда, но гледајќи како
каква беше пресудата за останатите, сметам дека човек кој што изиграл таква улога во тој период, нема проблеми да даде таква скандалозна изјава. Најмалку е скандалозна изјава така и господјата Кацарска. Господин Дурловски, бевте директор на Македонската опера и балет, бевте и пратеник, но се откажавте од пратеничкиот имунитет, се заблагодаривте на лидерот Мицкоски. Можно ли е Игор Дурловски повторно политички да се реактивира? Немам амбиции, затоа што мислам дека во државава секој треба да го работи тоа што најдобро го знае. Јас мислев дека во тој период можем да помогнам со моето делување, направив тоа што можев, се повлеков и сметам дека мојот најдобар придонес во ова општество ќе биде таму кај што сега сум, на сцената, и треба да го правам тоа што најдобро го знам, а тоа е пеењето. Ви посакувам успешен концерт и успешна интернационална кариера и во понатамошниот период. Ви благодарам и вам и на вашата сопруга. Благодарам на поканата и можноста да ги споделам моите импресии со вашата ценета публика. Благодарам за издвоеното време. Гледате Трилинка во продолжение. Со добра анализа на податоци не го гледаме само она што се случило, туку и она што допорува ќе се случи. Податоците ја предвидуваат иднината многу пред да ја почувствуваме. Во светот каде што податоците креираат година, Дејан Вакански е архитект на трансформацијата со 24 години професионално искуство и повеќе од 14 години како Microsoft сертифициран тренер. Тој е човекот кој стои зад развојот на клучните системи што ја модернизирале работата на институциите и компаниите во Македонија. За него податоците не се бројки. Тие се приказни, можности и решенија. Таму каде што Data Science и вештачката интелигенција се спојуваат, таму е Дејан. Во Трилинг тој зборува за моќта на анализата на податоци, за тоа како компаниите можат да носат попаметни одлуки, побрзи реакции, подобри резултати и како секој бизнис може да извлече вредности од податоците што веќе ги имаме. Гледате ново издание на рубриката Знаење што менува, поддржано од Семос Едукација. Последниве неколку години сите сме сведоци за појавата на вештачката интелигенција и незиното масовно навлегување во скоро сите сфери на работењето. Тука се пред се алатките кои што со помош на таа генеративна вештачка интелигенција придонесуваат да на барање наше добиеме одговор од некој машин лернинг алгоритам. Data Science професијата, како и дата сајентистите, нормално не се имуни на оваа појава. И во оваа област постои енормно голема промена во начинот на работење и создавање на финалните продукти. Предходно, пред само неколку години, дата сајентистите трошевме некогаш можеби повеќе од 80% од вкупното време потребно да се развие еден продукт на неколку основни и многу важни задачи. Тоа беа прочистување на податоци, нивна трансформација и креирање, односно програмирање, пишување на комплексен код за креирање на еден модел прототип. Токму овие задачи сега веќе се адресирани до вештачката интелигенција, односно алатките преку кои што таа навлегува во нашето работење. Со други зборови кажано, сите овие задачи полека но сигурно веќе се предаваат на алатките за вештачка интелигенција. Според сето ова што го кажавме до сега, повлекува дека професијата Data Science ќе се трансформира. Тоа е неминовно. Прашањето е на кој начин. Ако алатките за вештачка интелигенција се воведуваат за да се забрза и олесни пред се кодирањето и оние автоматски репетативни задачи како што е чистење на податоци и нивна трансформација, тога што ни останува нам на data scientistите?
Јас велам дека data scientistите веќе полека но сигурно почнуваат да се трансформираат во модел стујарди. Тоа се луѓе, професионалци, кои што ќе имаат задача многу одговорна да го евалуираат резултатот од тие модели, да направат проценка на етичноста на резултатот и да резултатот го мапираат, односно го асоцираат со бизнис барањата. Со воведувањето на таа вештачка интелигенција се случува креирање, настанување на едно партнерство помеѓу човекот и вештачката интелигенција, односно машините. Тоа партнерство представува симбиоза. Симбиоза која што ги обединува најдобрите работи од двата различни светови. Најпрвен тука се машините, односно тие machine learning алгоритми. Тие се способни да донесат, односно да вратат еден точен резултат, прецизен, да isпроцесираат огромен број на податоци, додека пак човекот е тука да ја направи таа контрола и да го направи, како што кажав и претходно, мапирањето на резултатот со бизнис целите. Ова е нешто кое што се случува и се поинтензивно ќе се случува во блиска иднина. Ако ги следиме случувањата на полето вештачка интелигенција и data science, ќе забележиме дека се почесто се појавува потреба од нови улоги и можам слободно да кажам надградба или преквалификација и на data scientistите со нови знаења и нови вештини. Така, например, се почесто се појавува потребата од така наречен промпт инженер. Промпт инженер може да биде и посебна улога во бизнисот. Меѓутоа, за data scientistот тоа апсолутно значи дека и data scientistот ќе мора да стане еден вид на промпт инженер. Промпт инженерот ќе ја има улогата да напише инструкции, односно упатство, кога го поставува прашањето до алатката за вештачка интелигенција, како таа би можела да разбере што од другата страна се очекува како резултат од неа и да може да врати точен и прецизен резултат. Токму тоа ќе биде една од водечките и најбараните карактеристики на еден data scientist – промпт инженеринг. Можеме да заклучиме дека иднината им е обезбедена само на оние професионалци, вклучувајќи ги тука нормално и data scientistите, кои што ако не почнале, што поскоро ќе започнат да ги користат алатките за вештачка интелигенција и да се прилагодат да работат рамо до рамо со компјутерите. Токму поради тоа, ние во Семос Едукација ги обучуваме нашите слушатели да може да работат како data scientisti, но со користење на современите AI алатки. Само така ќе бидат компетентни на пазарот на трудот. Тоа беше се за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.